Следуваат на новите вести на Слободна ТВ. Предлог на законот за изменување на закон за субвенциониран студентски оброк по скратена постапка на дневен ред на продолжението на 91-та седница на Собранието. Со предлог законот за изменување на законот за субвенциониран студентски оброк се предвидува до 15 март идната година на секој студент во државата да му се исплаќаат по 120 денари за оброк или 2400 денари месечно. Студентите, како што беше посочено, треба да добијат посебни платежни картички кои ќе можат да ги користат само за студентски оброк во одредени локали. Ке има ретроактивна исплата на субвенција за студентски оброк од 15 септември до сега, а ќе бидат вклучени и ново запишаните студенти. Во текот на расправата не беа прифатени два амандмани. Првиот поднесен од опозицијата, а вториот од пратеникот Павле Трајанов, со кој се предлагаше износот за субвенциониран студентски оброк да се зголеми од 120 на 160 денари и да се исплаќа до крајот на учебната 2022-2023 година. Од опозицијата обвинија дека со новото законско решение се изигруваат студентите, со кои на средбите во Собранието било договорено, како што кажаа, субвенционираниот студентски оброк да биде 140 денари. Тие порачаа дека нивното амандманско решение представува барање на студентите и дека тоа представува само вклучување на инфлацијата од 30% која има во прехранбениот сектор во сумата која и досега се исплаќаше. Собраниската комисија за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање ќе го одржи продолжението на седницата за улогата на АНБ и Агенцијата за разузнавање во безбедносната проверка на лицето Александар Онишченко при давањето на позитивно мислење за добивање македонско државенство, на која се очекува да присуствува директорот на АНБ Виктор Димовски. Во средата седницата беше прекината откако председателот на комисијата Љупчо Пренџов информираше дека добил известување од директорот на АНБ Димовски дека поради работни обврски во Брисел нема да може да присуствува. Пренџов претходно најави дека директорот на АНБ Димовски ќе треба да објасни како службениците на агенцијата го пропуштиле низ безбедносниот филтер Онишченко, кој е обвинет за корупцијски сделки во Украина и ставен на американската црна листа. Украинскиот државјанин Онишченко станал македонски државјанин како спортист по предлог на Конјичката федерација. Одлука за доделување македонско државјанство за него донела владата по добиеното позитивно мислење од сите надлежни институции. И премиерот Ковачевски изјави дека упатил барање до институциите кои биле вклучени во донесувањето на позитивни мислења за доделување на државенство на Онишченко да поднесат извештај за тоа дали и како е спроведена процедурата. Министерот за надворешни работи Бујар Османи ќе учествува на 43-та сесија на Министерската конференција на франкофонијата, што ќе се одржи денеска во Тунис, додека утре во тунискиот град Џерба ќе ја предводи делегацијата на Македонија на 80-тиот самит на лидерите на франкофонијата. Како што соопшти МНР во рамките на најголемите два собири на франкофонските земји и во присуство на голем број на светски лидери франкофони, Османи ќе се обрати на темите поврзани со иднината и приоритетните цели на франкофонијата и актуелните случувања во светот. Воедно во рамките на самитот на лидери ќе се избира и идниот генерален секретар на земјите од франкофонијата. Македонија е полноправна членка на меѓународната организација на франкофонијата. Турската високотехнолошка компанија Технопанел ќе инвестира 20 милиони евра во изградба на нов производствен капацитет во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 1 со површина од 54.000 квадратни мерки во кој ќе се произведуваат најсовремените сендвич панели. Договорот за инвестиција ќе биде потпишан денеска, а претходно ќе следи презентација на инвестицијата од представниците на раководството на Технопанел. Компанијата е еден од најголемите извозници во Турција и на листата од 500 водечки индустријски компании во земјата. Има 4 фабрики во Турција, во Мерсин, Измир, Сакарија и Истанбул. Одлуката за инвестиција постигната минатата година во јули на средба во Истанбул меѓу директорот на Тирс Деспотовски и менаџментот на компанијата. Според инвестицијскиот план, Технопанел ќе отвори 120 нови работни места во својот капацитет во технолошко-индустријската развојна зона Скопје. Се очекува компанијата во следните 10 години во земјава да вложи вкупно 150 милиони евра. Група републиканци во САД бараат ревизија на средствата доделени на Украина.
Тие во представничкиот дом на Конгресот на САД побараа финансиска ревизија на средствата што Конгресот и ги доделил на Украина од јануари 2021 година. Десетина републикански конгресмени бараат од председателот на САД, секретарот за одбрана и државниот секретар на представничкиот дом да му достават релевантни документи во врска со средствата доделени на Украина со одобрување на Конгресот од 20 јануари 2021 година до 15 ноември 2022 година. Барањето се однесува ревизија за секој долар на американските даночни обврзници што во една или друга форма бил префрлен во Украина. Ги следавте најновите вести на Слободна ТВ.